Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Вечерва започнува 60-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Со инвестиција од над 4 милиони евра, владата набавува нови возила и опрема за одржување на јавната хигиена низ општините. На Светскиот ден на животната средина, учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров со модна ревија од рециклирана облека. Физичките напади станаа наше секојдневие, повторно жена нападната по Прилеп. Времето денеска променливо облачно. Урбан маркетинг. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, Агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. 60-тото јубилејно издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински ќе започне вечерва во 19 часот со изложба 60 години Војдан Чернодрински Прилеп. Јубилејниот 60-ти Војдан Чернодрински годинава под мотото Храбриот нов театар ќе отвори диалог за кризата на човекот во општеството и кризата на општеството во човекот, повикувајќи на театар што има став, што провоцира, преиспитува и не молчи. Фестивалот е мост меѓу традицијата што ја наследуваме и иднината што ја создаваме, меѓу минатото, сегашноста и новите театарски визии, велат организаторите предводени од уметничката директорка на фестивалот, професор доктор Ана Стојановска. Со преизведба на Мечкина глава на 21 април годинава, Драмски ја одбележа 80 годишнината на театарот. Представата е работена по текст на Венко Андоновски. Режисер на представата е Дејан Прековски. Со инвестиција од 4,2 милиони евра, владата набавува нови возила и опрема за одржување на хигиената низ општините, како најголема поддршка досега од владата за општините за подобрување со состојбата со јавната хигиена. Се купуваат 49 возила од различен тип, кои што треба да помогнат на градот Скопје и на останатите општини за подобрување на состојбата со хигиената. И тоа 17 мултифункционални возила за урбано одржување хигиена со вкупна вредност од 1,5 милиони евра, 3 мултифункционални возила за урбано одржување хигиена со соодветни механизми со вредност од 283.000 евра, 9 специализирани камиони кои што се во вредност од 982.000 евра, 21 машина за чистење на улици во вредност од 1,3 милиони евра или вкупно 4,2 милиони евра, ќе се купуваат 49 возила со поддршка на Светската банка, што сериозно ќе помогне во подобрување на состојбата со хигиената. Ова е најголем инвестициски циклус во општините, кој што ќе продолжи и во следниот период, според најавите на вице-премиерот Александар Николовски, кој што го кажа на средбата на ЗЕЛС со представниците од Светската банка. На Светскиот ден на животната средина денеска во дворот од Средното општинско училиште Ѓорче Петров се одржа модната ревија Trash Fashion на тема Природата инспирација за модна креација. Со овој настан учениците покажаа дека материјалите и облеката, кои често ги сметаме за отпад, можат да добијат нов живот. Учествуваа над 20 ученици од сите профили од училиштето. Со многу имагинација, вештини и креативност редизајнираа и изработија уникатни модни парчиња кои испраќаат порака за одржливост, иновативност, љубов и грижа кон природата и животната средина.
Модната ревија Trash Fashion во Средното општинско училиште Ѓорче Петров се одржува традиционално повеќе од 10 години. Од полициската хроника. На 4 јуни во 14 часот и 40 минути во ОВР Прилеп НЕ, 52 годишен од Прилеп, пријавил дека неговата ќерка ПЕ, 36 годишна, на улица Цар Самуел во Прилеп, била физички нападната од едно лице. Истиот ден на 4 јуни во 22 часот и 40 минути на улица Кузман Јосифовски во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода МЧ, 21 годишен од Прилеп. При контрола во сообраќајот, полициските службеници сопреле мопед со прилепски регистарски ознаки, управувани од лицето, при што било констатирано дека го управувал мопедот без да поседува возачка дозвола. Истиот ден на 4 јуни во 20 часот и 30 минути во село Војđани Прилепско, полициски службеници од полициското одделение Кривогаштани го лишиле од слобода ЕУ, 35 годишен од село Пресил, Крушевско. При контрола во сообраќајот, полициските службеници сопреле возило Volkswagen Golf со крушевски регистарски ознаки, управувани од ЕУ, при што било констатирано дека го управувал возилото без да поседува возачка дозвола. По целосно документирање на случаевите ќе следуваат соодветни пријави. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди и температура во интервала од 8 до 31 степен. Претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Прилеп максималната температура достигна до 24 степени. За време на овој викенд времето во Македонија ќе биде променливо облачно и топло со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Во попладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност, која ќе биде проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, и тоа особено утре. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.